сите. Мислам дека може да почнеме за да си го почитуваме времето. Почитувани колешки и колеги, добро дојдовте на денешниот вебинар. Јас сум Билјана Стојановска, Етвининг амбасадор, одделенски наставник во Основното општинско училиште Свети Кирил и Методи центар во Скопје. Истовремено сум Scientix амбасадор, Eduino амбасадор, автор сум на дигитални курсеви, водичи, книги, работни тетрадки. Денес ќе дадеме фокус на темата современа настава со примена на вештачка интелигенција. Се надевам дека до крајот на вебинарот секој од вас ќе открие барем една нова идеја или алатка што ќе му помогне да заштеди време, да се ја збогати наставата, да ги мотивира учениците и така натаму. И јас, како и многумина од вас, се уште секојдневно учам. Вештачката интелигенција се развива со огромна брзина и верувам дека најдобриот начин да напредуваме е да ги споделуваме нашите искуства, идеи и добри практики. Затоа ве охрабрувам во текот на вебинарот активно да се вклучувате, да поставувате прашања и да ги споделувате вашите идеи и размислувања. Во последните неколку години сведоци сме на забрзан развој на алатките кои се базирани на вештачка интелигенција. Она што до неодамна изгледаше како технологија на иднината, денес станува дел од нашето секојдневие, вклучувајќи го и образованието. Сигурна сум дека повеќето од вас и сте слушнали, сте користеле ChatGPT, Gemini, Perplexity или некоја друга алатка базирана на вештачка интелигенција. Некои веќе ги користат, некои се уште се двоумат, бидејќи размислуваат дека нема место за нив во училницата и слично. На денешниот вебинар нема да зборуваме за технологијата сама по себе, туку фокусот ќе биде токму на наставата. Ќе видиме како вештачката интелигенција може да ни помогне уште од моментот кога започнуваме да го планираме часот, па неговата реализација и на крај оценувањето на учениците. Целта е по завршување на вебинарот секој од нас да си замине со конкретни идеи што може веднаш да си ги примени во сопствената наставна практика. И сега, како вештачката интелигенција може да ни помогне да бидеме поефикасни наставници? Како наставници сите сме свесни дека секојдневно вложуваме многу време во подготовка на часови, изработка на наставни материјали, креирање презентации, работни листови, тестови, формативно оценување, комуникација со родители и бројни административни обврски. Сега, замислете си дел од тие задачи да ги извршувате побрзо од вообичаеното, без да се намали квалитетот на наставата. Токму тука можеме да искористиме вештачката интелигенција, која може да биде наш асистент. Затоа тука би сакала уште на почеток да нагласам дека ниту една алатка не може да го замени наставникот. Технологијата нема емпатија, не ги познава учениците, не знае што ги мотивира во училницата. Не може да создаде безбедна и позитивна атмосфера во училницата. Тоа можеме само ние, наставниците. Меѓутоа, технологијата пак може да ни помогне да ослободиме време за тоа што ни е најважно, односно работата со учениците. Денес ќе ви покажам неколку алатки што и самата ги користам при подготовка на наставни материјали, обуки и проекти. Ќе видиме неколку примери, ќе направиме демонстрации во живо и ќе разговараме за тоа како тие може да се применат во различни наставни предмети и одделенија. Сега, најпрво би сакала да се запознаеме не со име и презимен или премногу сме, меѓутоа со скенирање на QR кодот. Би сакала да одговорите како се чувствувате денес и колкаво е вашето искуство со користење на вештачката интелигенција во наставата. Јас во меѓувреме ќе испратам и линк во четот за да ви биде полесно.
Значи, дали досега сте користеле вакви алатки, дали сте испробале неколку пати, дали повремено користите или пак редовно користите и експериментирате повеќе. Нема нели точен, неточен одговор. Целта е само да добиам представа со какво искуство доаѓате денес. Гледам веќе дека има доста одговори. Додека ги читам вашите одговори, гледам дека има учесници со различни искуства, меѓутоа еве само еден има што никогаш не користел или се уште не уште ставен емотиконот каде што размислува. Значи секој од вас пробал барем неколку пати. Сега убаво е што ќе видиме значи различни идеи како овие алатки може да се користат. Се надевам дека ќе ви користи овој вебинар. Одлично. Уште еднаш пред да почнеме со практичниот дел, само накратко да се потсетиме, значи денес ќе се оспособите за практична примена на алатки базирани на вештачка интелигенција за поефикасно планирање, реализација и оценување во наставата, како и за креирање поквалитетни и поинтерактивни наставни материјали. Целта на вебинарот не е да научиме како функционира вештачката интелигенција од технички аспект, туку да видиме какво може да ни помогне во пракса, односно во секојдневната работа. Не постои една алатка која е најдобра за се. Некои се подобри за генерирање идеи, други за визуелен дизајн, трети за анализа на документи, па затоа неколку различни алатки ќе погледнеме денес и ќе научиме една многу важна вештина како правилно да се поставуваат барањата, односно промптовите. Многу наставници велат дека добиле лош резултат од она што го побарале, но најчесто не е проблемот во алатката, туку во начинот на кој е поставено барањето. На крај ќе зборуваме и за етичката употреба на вештачката интелигенција, бидејќи како наставници имаме одговорност да ги користиме овие алатки безбедно и одговорно. Сега ќе погледнеме едно видео во прилог на тоа што е вештачка интелигенција. Се надевам дека ќе се слуша. Само да вклучам превод за оние на кои е потребно. To search in so many different places. And if you didn't look in the right place, you wouldn't find what you were looking for. But today, you can use the power of AI, artificial intelligence, to help you search for information. AI is the technology people created that can do many things, including helping come up with ideas and solutions for big problems. It's a bit hard to explain. So, Chicken has volunteered to help. Yes, you. First, programmers have to teach the AI model. That's like Chicken training on huge amounts of information about lots of different things. Once that's done, the AI model starts to find patterns in the information it's been given, like books about tigers often mention cats, but websites about cats rarely mention cars. Pictures of cars often include dogs, but scientific studies about dogs almost never mention saxophones. And once the AI has found millions and millions of patterns, it can start making predictions, like the prediction that fish are unlikely to be found in trees, or in fields, or in mugs of water, or even in puddles, but also the prediction that fish do live in large bodies of water, like rivers and lakes. Now, sometimes AI systems double check what
AI is telling us. AI is very new, and like most technology, it's being improved all the time. Okay, chicken, you can relax now. Thanks for your help. What do you think AI will be able to do next? Верувам дека видеото на едноставен и интересен начин ни покажа дека вештачката интелигенција не е нешто мистериозно или далечно. Напротив, таа е веќе дел од нашето секојдневие. Кога користиме навигација на мобилен, кога добиваме препораки за филмови или музика, кога автоматски ни се преведува некој текст како сега и кога разговараме со ChatGPT, всушност веќе користиме различни форми на вештачка интелигенција. Важно е да се разбере дека вештачката интелигенција не размислува како човек и не носи самостојни педагошки одлуки што не се потребни. Таа препознава образци врз основа на огромна количина податоци и генерира одговори според инструкциите што ги добива. Пред да зборуваме за конкретните алатки, значи мора да го дефинираме разбирањето. Значи во последните неколку години под терминот вештачка интелигенција, кој го слушаме секојдневно во медиумите, може да подразбереме дека всушност е технологија што им овозможува на компјутерските системи да извршуваат задачи кои порано може да ги извршуваат само луѓето. Тоа не значи дека компјутерот размислува како човек, туку дека е обучен врз огромна количина на податоци да ги препознава образците, да анализира информации и да создава содржина. Денес вештачката интелигенција може да напише текст, да преведе на друг јазик, да генерира слика, да предложи наставни активности, да анализира документ и да одговори на сложени прашања. Значи тука зборуваме веќе за генеративна вештачка интелигенција. Тоа се алатки кои не само што ги анализираат информациите, туку и создаваат нова содржина, текстови, презентации, слики, па дури и аудио и видео материјали. Сега, зошто вештачката интелигенција станува дел од образованието? Може да размислиме на еден просечен наш работен ден како наставници. Освен наставата, значи подготвуваме материјали, планираме часови, проверуваме задачи, оценуваме, планираме активности, комуницираме со родители, учествуваме во проекти и пополнуваме дневник или некои други административни документи. Сето тоа бара време и често слушаме дека најголемиот предизвик не е недостатокот на идеи, туку недостатокот на време. Токму затоа денес се повеќе наставници ја користат вештачката интелигенција како помошник во подготовката на наставата. Важно е да се посочи дека вештачката интелигенција не создава совршени материјали, меѓутоа таа создава добра почетна верзија. Нашата задача е да ја провериме, да ја прилагодиме на возраста на учениците, на наставната програма, на потребите на конкретната паралелка, па и индивидуалните потреби на учениците. Размислете колку време би заштедили ако за неколку минути добиете предлог на наставен сценарио, структура на час, прашања за дискусија, работен лист или дури рубрика за оценување. Тогаш многу повеќе време ќе имате за да посветите на планирање на конкретните активности со учениците. Сега би ве вклучила повторно вас преку Вуклеп со скенирање на QR кодот или доколку отидете на страната на Вуклеп и го впишете кодот наставник 1 со латиница големи букви, ќе се вклучи прашањето кое што ви е подготвено. Односно, кога би можеле да изберете само една задача, што вештачката интелигенција би ја извршувала наместо вас, која би била таа, значи напишете како збор. Добро, ќе се вратам, само да се вклучат повеќе, па ќе се вратам на прашањето. Уште се приклучуваат, така што ќе причекаме.
уште има. Мислам дека може веќе да почнеме со одговорите. Значи, една задача што наместо вас би ја завршувала вештачката интелигенција. Постојано се менува овој облак од зборови. Значи, може да видиме дека има планирање, односно сценарија на час, подготовка на наставни часови, презентации, тестови, диференцирани вежби, идеи, планирања. Така, многу брзо се движи, значи за анализа, повторно дневна подготовка, прегледување на наставно ливче, административни работи. Меѓутоа најмногу одговор. Наставник еден е кодот, ако добро слушнав само. Значи, најголем број одговориле сценарио за час, гледаме најголемиот збор, дека е планирање на сценарио за час, повторно има сценарио, материјали, се збогатува овој облак од зборови. Тоа ни покажува само дека најголемиот предизвик за секој од нас е не недостатокот на идеи, туку како што кажав и претходно, недостатокот на време, бидејќи за се ова многу часови трошиме токму во подготовка на наставата, креирање материјали, административни обврски и така натаму. Затоа ќе ја повикаме на помош вештачката интелигенција. Ќе го видиме на крај уште еднаш, ако сакате облакот. Сега само мора да разграничиме, најчестата дилема е кога се зборува за вештачка интелигенција, дали таа ќе го замени наставникот, и сите ќе се согласиме дека одговорот е дефинитивно не. Наставничката професија не се сведува само на пренесување на информации, таа подразбира создавање доверба, препознавање на индивидуалните потреби на учениците, мотивирање, воспитување, развивање, критичко размислување и така натаму. Вештачката интелигенција може да предложи активност, но не може да процени дали таа ќе биде соодветна за нашата конкретна паралелка или ученик. Може да напише текст, но не може да знае дали некој ученик има потешкоти во читањето или дали на друго дете му е потребен некој поголем предизвик од тој текст. Некој посложен, да речеме. Значи, вештачката интелигенција не знае каква е атмосферата во нашето одделение, кои ученици најдобро соработуваат или кои активности ги мотивираат. Токму затоа улогата на наставникот е незаменлива. Вештачката интелигенција треба да гледаме како колега кој ни предлага идеи, како некој асистент кој ни помага да заштедиме време, но конечните одлуки секогаш треба да ги носиме ние. Во продолжение ќе видиме како ова изгледа во пракса. Сега би почнала прво од комуникацијата со вештачката интелигенција. Било која алатка и да ја користиме, дали ќе биде тоа ChatGPT, Gemini, Claude или друга, или Perplexity. Значи, нешто што е многу важно е пишувањето на промптови, односно барањето, инструкцијата која треба да му ја дадеме на алатката за да ни предложи идеи или да ни го реши проблемот. Значи, не може да му кажеме само подготви ми час, нели, нема да ќе добиеме некој општ одговор, но нема да знае за кој предмет станува збор, за кој одделение, на која тема, какви ученици имаме, што треба да очекуваме како резултати и така натаму. Па затоа треба да се водиме преку овие 5 прашања, односно кој, за кого, за што, со која цел или и во каков
формат треба да биде материјалот што го бараме од алатката. Значи, улога на кого треба да представува всушност таа алатка, дали ќе биде наставник, дали ќе биде во име на ученик, дали ќе биде во име на родител, некогаш можеби ќе ни биде потребно, која е целната група, односно за кого е наменета содржината, во кој контекст, како што кажав, предмет, тема или ситуација, цел, што сакаме да добиеме и во каков формат сакаме да го добиеме одговорот, односно дали тоа да биде сценарио за час, дали тоа да биде работен лист или презентација, одлучуваме ние. Тоа го пишуваме, например, како пример, може да го напишеме дека да пишува во име на наставник по природни науки и треба да подготви наставен час за ученици од 4-то одделение на темата кружен тек на водата. Треба да предложи воведна активност, работа во групи, формативно оценување и завршна активност. На следниот слайд може да го видиме резултатот кој го добив од ова барање или овој промпт. Ќе видите идеи, секогаш може тие идеи да се модифицираат, можеби на почетокот видовте дека напиша дека часот трае 45 минути, ние уште во барањето може тоа да го кажеме дека часот трае 40 минути, а не 45, за да може да прилагоди активности кои би завршиле токму во тоа време. Меѓутоа, и кога ќе ги добиеме идеите, пред да ги подготвиме, односно да ги ископираме во сценариото, може да ги едитираме според нашите потреби. Сега, тука имам, првото беше значи на ChatGPT барање, а второто барање е ставен на Gemini, односно тука барам веќе да ми направи презентација за истата тема, со 10 слайдови, едноставен јазик и примери од секојдневниот живот. Ова е само скриншот, 6-тиот слайд го гледате тука, меѓутоа секогаш може да има и подобрување. Значи може да му побарате откако ќе направи некаков материјал, може да му напишете какво подобрување очекувате од него, односно каде сакате да направи самиот промени. Сега ова е чисто само за споредба, оваа слика е направена во Gemini. Значи може да се генерираат и слики доколку му дадеме конкретни информации. Значи ова е споредба меѓу овие две алатки. ChatGPT е првата, нели, пионерот во поглед на алатките за вештачка интелигенција, и тоа во ноември 2022 година, како што може да забележиме тука. Тој е виновникот за револуцијата на вештачката интелигенција што ја живееме денес. Зад него стои компанијата OpenAI, како главен партнер и инвеститор го има Microsoft. Моќта на моделот, значи ChatGPT се подпира на семејството GPT модели, има повеќе, неговата силна страна е текстуалната обработка. Тој е фантастичен соговорник, сигурно сте забележале до сега, преведувач, перфектен е за пишување се, креирање на код или сумирање на огромни документи. Во својата платена верзија користи и за генерирање на слики. Од десната страна ни е Gemini. Тој се појави во декември 2023 година. На почетокот беше познат како Bard, но потоа целосно се ребрандира и е надграден. Зад него стои Google. Сега тој е дизајниран како напреден мултимодален модел. Тоа значи дека не е само текстуален робот, туку може да разбира текст, код, аудио, видео и слики, исто така и ги генерира. Кој е подобар? Значи, нема тука нешто што е подобро, значи секоја алатка за себе. ChatGPT, да речеме, може да е синоним за креативност, за некое подлабоко логичко размислување, прецизност во разговорите. Од друга страна, Gemini пак е за
тој е баш актуелен за информации кои се во реално време, за мултимедијални некои задачи совршено. Се вклопува во сите во целата платформа на Google. Значи може да се презентацијата што ја видовме, да речеме претходно, може во Google Sheet веднаш да се генерира. Значи поврзани се меѓусебно алатките на Google. Сега би продолжила, не сакам многу да се задржувам тука на ChatGPT и на Gemini, бидејќи сигурна сум дека на повеќето од вас веќе имаат веќе креирано и побарано помош од нив. Би продолжила со Canva AI. Верувам дека Canva како алатка ја знаете сите, меѓутоа делот за AI или за вештачка интелигенција сакам да ви го представам и повторно секако нема време за целосно да го обработиме, меѓутоа делот конкретно за креирање на работни листови, презентации, како и игри би сакала да ви го покажам. Она што порано бараше 1 час работа, денес може да биде готово само за неколку минути. Па сега да речеме дека утре треба да реализирам час за кружниот тек на водата и ми е потребна презентација. Меѓутоа, освен презентација ми се потребни работни листови, па ми се потребни и формативно оценување. Јас само ќе исклучам од тука чисто да го видиме делот што го побарав. Се гледа, нели? Ќе одам само на почетокот. Значи побарав цел пакет за наставници, циклус на водата. Сега значи почна прво од подготовка на слайдовите, значи што да содржат слайдовите на презентацијата. Тоа е ова и откако јас го потврдив, тој тогаш ја генерираше целата презентација. Секако дека нели може да се промени тука, затоа што ова би било воден циклус. Може да едитирате на самата презентација, доколку има нели неточни зборови или сакате нешто да додадете и така натаму. Па откако ми ја креираше цела презентација, ме праша дали сакам работни листови, инфографик, постер или квиз. И јас реков прво работен лист, значи генерираше работен лист, секако може би треба да се едитира или да се ископира на еден Word документ за да има повеќе простор за пишување, меѓутоа и вака ќе заврши работа ако немаме време. Понатаму, откако заврши со работниот лист, повторно ме прашува што сакам понатаму, па инфографик ми направи, тука има слика, само сега не ја гледаме, веројатно, малце ќе направиме рефреш. Значи сам си генерира и слики, и текст. Реков можеме да ги едитираме, еве го, значи ова е инфографикот. Понатаму ме праша дали сакам квиз или постер остана и ова е квизот, краток квиз може за завршување на часот и постерот кој може да си го закачиме во училница, доколку го испечатиме. Меѓутоа повторно ќе кажам, значи мора да се направат мали корекции за да може да се користи. Не може да го земеме здраво за готово, така како што ќе ни го даде алатката за вештачка интелигенција. Ќе се вратам сега на презентацијата. Како што напоменав, значи може да се креираат презентации, работни листови, постери, инфографици, па сертификати, објави за социјалните мрежи и активности за учење. Сега, она што кога ќе вклучите Canva AI, не знам дали го видовте само и дали знаете каде се наоѓа, значи кога ќе го вклучите Canva, надолу од левата страна кај алатките, еве дали ја гледате само оваа икона, Canva AI, кога ќе вклучите, ќе ви се појави вака.
и самиот текст. Има прашање никоја? Не сакам да речем мотивна страница, Маја не е само Дали има никое прашање или? не е чисто полза, знаеш. Со Маја да се слуша? Не, они може там да е дома. Веројатно не, сега јас само да... Валентина Ивановска, гледам дека крива рака, пред да продолжам, бидејќи сега видов, ако сака може да се вклучи да праша или да предложи нешто. Дали се слушаме, Валентина? Валентина веројатно не слуша. Ајде Тања, па Валентина подоцна може ќе се вклучи. Повели Тања. Не се слушаме. Како и да е, на крај ќе имаме можност повторно за прашање, така што вклучете се повторно на крај. Дали ќе може само едно прашање? Може да, повелете. Во делото од Canva, каде што се чат дигитални игри, за да се креира Canva, значи било што од овие треба да се кликне на него, така? На Canva Барем пошто AI сум... и така, да. И сега првото, кога ќе се кликне дизајн, тука може оние што ги набрав пред малку, значи објави за социјални медиуми, презентација, картички за маркетинг, некакви објави, лого и ова learning activity се материјали за учење. Тоа тука може да го генерират. Меѓутоа, како се вратиме на почеток, имаме и креирање на слика. Кога ќе кликнеме на неа, гледаме дека само со еден опис и стилот кој сакаме да го имаме на сликата, веднаш ќе ни генерира слика каква што, илустрација каква што ни е потребна. Понатаму има за документ, каков тип на документ сакате да биде тоа, има повеќе. Видео, ќе го скокнам ова код затоа што сакам да продолжам со тоа. Значи видео исто така имаме стилови, значи осветлувањето какво да биде, рамката каква да биде и така натаму. Меѓутоа повторно со генерирање со опис, односно давање точни насоки на видеото што ни е потребно, ќе ни генерира видео со вештачка интелигенција. Сега на код, тука може да креираме веќе дигитал. Како? Благодарам. Да, нема проблем. Тука ќе продолжам, може да генерираме и игра која ќе ни биде достапна за користење во наставата, односно веднаш во училницата. Сега тука може да напишеме, бидејќи сме на таа тема, кружен тек на водата. Само да дополниме дека е за ученици од 4-то одделение беше таму. Во форма на квиз, иако тоа може да биде и со може да биде и со нивоа, па со, не знам, беџови, добивање, сертификат да се добие на крај, значи има можности многу, се што ќе ни текне за конкретно за играта. Може да само да впишеме во описот, што подетално е подобро секогаш и ќе ни генерира игра. Повторно ќе кажам, можеби нема да биде совршена, меѓутоа може да му дадеме насоки за некое подобрување. Обично знае да направи проблем во зборовите, да измеша со некој бугарски или српски збор, меѓутоа затоа сме ние тука да го коригираме. Дури се прави само ова, ќе продолжам понатака, зашто му треба малку време. Значи ова е тоа, дизајнот, првото кај што пишува дизајн, кога ќе го кликнеме се отварат овие можности. Тука значи креираме презентации, работни листови и слично, постери, инфографици, се што видовте за кружниот тек на водата што беше креирано. На втората слика е кликнато код
И тука, како што забележавте, тука му дадовме насоки за креирање на играта. Само да видиме дали е веќе, еве. Значи имаме веќе некоја почетна верзија, тука лево ги гледаме на верзиите, може да му дадеме насоки за подобрување, како што реков. Има само 4 прашања во оваа игра почетната и ни се сосема доволни за да пробаме. Можете да си пробате и во текот на вебинаров. Јас имам отворено и Padlet една табла каде што може сите креации да си ги прикачуваме таму во зависност од алатката, за да ги имаме како база на креирани материјали со вештачка интелигенција. Значи, ова сега нема да го читаме и да го играме, ќе си го пробате сами, јас ќе ви го испратам. Би продолжила сега понатака, за да имаме време и за прашања на крај. Она што следно ќе го видиме, Notebook LM, односно тоа е нашиот личен асистент за работа со документи. И сега ова е една алатка што би ја издвоила посебно во последнава година, зашто е прилично нова. За разлика од ChatGPT, кој најчесто започнува од општото значење, Notebook LM работи со документите што ние ќе му ги доставиме. Значи, тоа што може да се достави, да се прикачи, се PDF документи, учебници, наставни програми, прирачници, веб страни, дури YouTube видеа, оние што се со транскрипт за да може да прочита. Ова е особено корисно за нас, затоа што одговорите сакаме да се темелат врз некој конкретен извор. Например, ако се прикачи националната наставна програма по природни науки, наместо да се пребарувам низ многуте страници, само можам да го прашам Notebook LM, кои се клучните резултати од учењето за некоја конкретна тема или не знам, се што ќе ни текне да прашам или се што ни е потребно, да подготви прашања некои за формативно оценување, да подготви активности за постигнување на тие исходи и така натаму. Една од најинтересните функции на Notebook LM е Audio Overview, која што всушност, само на следниот слайд, мислам, дека може да ги видиме сите можности кои може да ги генерира Notebook LM. Значи, Audio Overview е всушност разговор во форма на подкаст меѓу двајца луѓе и секако врз основа на документите што сме ги прикачиле. Значи, како релевантен извор е тоа што ние сме го прикачиле конкретно за тоа што сме побарале. Ова може да биде интересно и за наставниците и за учениците, бидејќи некој поинаков начин на запознавање на содржината, ќе го видиме малку подоцна. Сега важно е да се знае дека Notebook LM не е замена за внимателно читање на документите. Тој е одличен асистент за анализа, резимирање и организација на информации, но наставникот секогаш треба да провери и да ги интерпретира добиените резултати. Бидејќи малку повеќе време му треба за генерирање на некои работи од некои од можностите што ги нуди, како што е Audio Overview и Video Overview, јас па и презентација, јас ова го направив претходно и тоа наставната програма по физика за 9 одделенија прикачив како извор и тоа што му побарав да ми генерира е прво мисловна мапа, значи, и тоа конкретно за темата, мислам дека е прва содржина по физика за 9 одделенија, ако има тука физичари ќе кажат, односно тоа е вовед во лостови. И сега како дефиниција, па дека е тоа едноставна машина, па компоненти на лостот, повторно има стрелче каде што се разгранува ова паметна мапа. Принцип и така натаму. Понатаму му побарав презентација и мислам дека баш убава презентација направи. Тоа може само да
да потврдат наставниците по физика и повторно, значи, ни треба наставникот за да види дали да провери дали е точно. И гледаме дека тука има моливче каде што може да му дадеме предлог за поправка, односно да коригира некој од следовите, зборови, слики и слично. Понатаму му побарав подкаст или аудиото, може само да слушнеме кратко, да не го гледаме цело. Не ни се вклучува сега. Добро. Ќе го испратам секако материјалите, па ќе си го вклучите да го преслушате. Сега, значи, видов дека има проблем со подготовка на квизови, никако не сакаше да ги креира на македонски јазик, така што пробајте, можеби на вас ќе ви генерира, зависи од изворот кој што го користи. Тука е ова студиски водич, односно помош за учење на учениците, значи преглед на содржината, па наслов на лекциите, речник на поими кои што се сретнуваат во таа тема, односно таа содржина, и на крај има краток квиз на знаења, па имаме и клуч на одговори. И на крај побарав објаснување. Ајде директно да преидеме на работа. Добре дојдовте во нашата најнова анализа, каде што земаме навидум сосема обични, секојдневни предмети и ја откриваме онаа фасцинантна физика што се крие зад нив. Денес целосно се фокусираме на еден многу конкретен концепт од наставната програма по физика за 9 оделение, а тоа е повед во лостови. Ако некогаш сме се запрашале како една најобична, едноставна алатка може да ни даде речиси супер херојска сила, па ова е вистинското место за тоа. Ајде сите заедно да го замислиме следново сценарио. Пред нас имаме канта со боја која е цврсто, буквално херметички затворена. Сега, да се опитаме да замислиме дека треба да ја отвориме таа канта, само со голи раце. Може ли да се почувства таа фрустрација? Она вистинска физичка болка во прстите додека се опитуваме да го повлечеме тој цврст метален капак кој едноставно не мрда од место. Без разлика колку силно се трудиме или колку мускули имаме, човечката рака сама по себе едноставно не е дизајнирана за директно да совлада таков отпор. Тоа е битка која апсолутно секогаш ја губиме. И пазите, не е само кантантата со боја. Наставната програма што ја разгледуваме денес истакнува уште неколку вакви специфични, секојдневни задачи, кои се вистински кошмар ако се опитеме да ги извршиме без никаква помош. Ке сопрам тука доволно е, за да не го губиме времето. Јас, како што кажав, сите материјали што ќе ги видите тука, ќе ги прикачам на Padletот, каде што може и вие тоа што ќе го крирате да го прикачите. Значи, сигурно забележавте дека имаше некои несовршености во зборовите, односно неправилен изговор и неправилни кажани зборови. Значи, може да пробаме да ги промени тие, меѓутоа тоа е проблем што може да го посочиме и на самиот час и може едноставно да видиме дали се внимателни учениците, дали ќе забележат. Следна алатка што сакам да ја покажам е Клод, анализа, подобрување и креирање на квалитетни текстови, односно, иако на прв поглед кога ќе отвори оваа алатка е слична на ChatGPT или на Gemini, често во практиката се користи за кога се работи со подолги текстови или подетална анализа ако е потребна. Јас конкретно му дадов задача да ми анализира сценарио. Чекам само да го вклучам, да ми анализира сценарио на час конкретно за придавки по македонски јазик за 5 оделение и да ми предложи подобрување во однос на активното учење, диференцијацијата, па и формативно
оценување. Прво многу детално ми го анализираше сценариото, многу убаво ми објасни се каде што може да се промени нешто. Освен тоа, на крај и самиот го едитираше сценариото. Значи, ова е кратко резиме што може да се подобри. Она што го направи тој, еве го ќе го видиме тука, иако го имам и симнато веќе. Значи, во истиот тој формат како што го имаме за сценаријата, исто така го генерираше. Значи, со поправена верзија, односно прилагодена и соодветна со повеќе активности, со сите промени кои ми ги посочи. Значи, секако кога ќе го симнеме, ќе го уредиме да не биде со... Значи, ова е во вертикално, ние нели ќе си го смениме леаутот во хоризонтала и ќе добиеме помалку страни како прво. Понатаму му побарав рубрика за оценување конкретно за оваа активност. Прво ми објасни како ја креирал рубриката, односно во два дела дека е. Сега ќе ја видиме и таа. Значи дека има прво една рубрика за оценување за наставникот со критериуми, нивоа што да следи наставникот и така натаму, па и бодови како може да се даваат и за да може да ги оцени учениците, а меѓутоа на крајот ми даде и рубрика за самооценување на ученикот, односно со читање на изјавите, да увиди докаде самиот ученик, односно самооценување. Не се задржувам тука повторно, значи ќе го оставам вие сами да истражите, затоа што не е доволно само секако да го проследите вебинарот, дури не пробате конкретно за вашиот предмет, за вашите потреби, вашите идеи во паралелката. Сега, овој слайд е оставен тука чисто да видите дека не секогаш за еден наставен час користиме само една алатка, некогаш ни е потребно повеќе алатки да користиме, иако кога ќе ги усовршиме, ќе ги користиме многу брзо. Така што досега ги разгледувавме поединечно алатките, сега како целина прво може да се започне нели од идејата, односно потребата, тоа што ни треба нас, па би започнале со ChatGPT, Gemini, Perplexity, може да се побара тука планирање на часот, односно структура на часот, воведна активност, работа во групи, формативно оценување или идеи за домашни задачи. И откако ќе добијам почетен план преку нив за часот, тогаш што преминувам на Canva AI, кое што ќе ми помогне за презентација, креирање на презентации, наставни материјали, дали ќе бидат работни листови, инфографици и слично. Тоа е по наш избор. Следниот чекор, анализа на наставната програма и исходите, односно дали може тука да се провери дали се опфатени исходите од учењето со она што го работиме и доколку забележиме дека нешто недостасува, ќе дополниме некакви активности. Ова го правиме со Notebook LM и на крај Claude може да ја користиме за да креира нова подготовка ако ни треба, односно подобрување на сценариото, како што направивме сега. Ќе укаже дали има доволно активности за активно учење, дали е застапена диференцијацијата, дали е формативното оценување добро осмислено и така натаму. Значи, не користиме една алатка сама, туку секоја си има своја улога и заедно ни возможуваат побрзо и поквалитетно да го подготвиме часот, односно целиот наставен процес. Сега ќе погледнеме уште едно видео. Вклучувам титул. Добро. So they're looking for ideas online. Wow, look at that one.
It's almost too good to be true. Wait a minute. There are AI generated images out there, and it can be really hard to tell if a picture is fake. But let's take a closer look at this one anyway. Huh, this treehouse looks kind of weird. Like this door doesn't go anywhere. And those columns look impossible. Whoa, wait, what's happening? I will say that is a beautiful balcony, but, chicken, I think you're upside down. Look out. Hey, are you okay? You fell off the couch. Oh, come on, you two. Don't be disappointed. That image wasn't real, but AI can still help you. That's right. Ask AI, how can I build a safe treehouse? Nice. Look at those AI results. Detailed instructions on how to build a treehouse, materials you need, and how to make it safer. You know, I wouldn't have thought of putting a safety net there, but that's a great idea. Hey, wait a minute. Even though AI can be very accurate, you always have to cross-check the information with other reliable sources. Hey, are those the building birds? I love them. I've been following them for years. They build cool tree houses that are chicken certified for safety. I think we can trust what they have to say. Look at them go. You know, it looks a lot like the treehouse the AI described, but oh yeah, those steps are better than a ladder. And having a guardrail there makes a lot of sense. So I think with the information from AI and the reference video, you're ready to start building. Good luck. You two have outdone yourselves. That looks amazing. What are you thinking now? Oh, you don't think this treehouse looks as cool as the first one? Well, maybe not. But this one is something you could actually build, and it has that awesome safety net. You're right. Now that you've built a real treehouse, you can use the AI image as inspiration for decorating. It will still be safe, and now it will look extra fun too. Great job. Видеото убаво не потсети дека вештачката интелигенција е моќна алатка, но како и секоја технологија, незината вредност зависи од начинот на која користиме. Како наставници ние имаме двојна улога. Од една страна треба да ги користиме овие алатки за да ја подобриме наставата, да си олесниме работата, но од друга страна имаме обврска да ги научиме учениците како да ги користат одговорно, критички и безбедно овие алатки. Тоа значи дека не треба слепо да им веруваме на одговорите што ги добиваме. Вештачката интелигенција може да направи грешка, да даде неточни или застарени информации, па затоа секогаш треба да ги проверуваме фактите и да споредуваме со доверливи извори. Особено е важно да внимаваме на приватноста, никогаш не треба да внесуваме лични податоци за учениците, фотографии, здравствени информации, оценки или други чувствителни податоци во вакви алатки. Исто така треба да разговараме со учениците за интегритетот. Значи вештачката интелигенција не треба да биде средство за препишување или избегнување на учењето, туку алатка што ќе им помогне подобро да истражуваат, да поставуваат прашања, да размислуваат критички и да бидат покреативни. Значи не треба вештачката интелигенција да размислува наместо нас, туку да размислува заедно со нас. Нашата улога е незаменлива, како што кажавме и на почетокот. Исто така секогаш треба да се, како што кажав, да ги проверуваме информациите, затоа што таа секако може да погреши, да ни даде активности што не се соодветни за возраста на учениците, но затоа сме ние тука. Сега, уште едно прашање има на истиот буклеп, на истата страна, истиот QR код е. Ќе го вклучам само следното прашање. Еве може да го видиме и облакот од зборови од првото прашање. И сега само има прашање со
два понудени одговори. Значи, која е најважната вештина што треба да ја развиеме кај учениците во ерата на вештачката интелигенција? Што мислите вие, дали е користењето на вештачка интелигенција или критичко размислување? Така, до сега сите одговорија критичко размислување. Има и некои што одговорили користење на вештачка интелигенција. Може, ако сакате, и да подискутираме понатаму за ова. Само да привршиме. Дури одговараат останатите, само би продолжила со корисни промптови што ги издвоив, што може да ви користат на вас. Значи, прво, што сакате да подготвите, дали подготовка на час, прашања според Блумова таксономија, работен лист, формативно оценување, домашна задача или нешто поврзано со етвининг активност. Од десната страна имате пример на промпт, односно барање, насока што може да ја впишете во алатката, за да ви даде по соодветен одговор. Ке се сподели презентацијата и видеото, ке го има достапно од вебинаров понатаму, така што можете да прочитате и да пробате се од ова подоцна. За крај, може да заклучиме дека денес се што видовме, дека вештачката интелигенција не е само некој тренд, туку е алатка што веќе го менува начинот на кој планираме, креираме, реализираме наставни активности, па дури можеби и размислувањето наше веќе го менува. Исто така видовме дека не постои алатка што ќе ја замени нашата стручност, креативноста и педагошкото искуство. Нашата улога останува важна, најважна. Ние ги познаваме учениците, ги разбираме нивните потреби, знаеме како да создадеме средина во која секој дете ќе може да напредува и да се чувствува убаво. Мој совет е да не се обидувате веднаш да ги користите сите алатки што ги видовме денес, туку изберете една, истражете ги незините можности, вклучете ја во некоја подготовка, на некој час, стекнете сигурност, па потоа преидете на следната. Технологијата ќе продолжи да се развива, но нашата задача останува иста, да создадеме квалитетно, мотивирачко и безбедно учење за секој ученик. Пред да се одјавиме, само QR кодот што сега го гледате, всушност таблет таблата, каде што може да си ги поставувате на вашите креации со вештачка интелигенција. Еве некој тука веќе напишал, меѓутоа она што ќе ви го даде како материјал алатката, идејата е тоа да се напише, да се вметне тука со едноставно кликнување на плусот под самата алатка, може да додавате активности кои сте ги креирале сега. Зборувам како дел од овој вебинар. Сега, пред да се одјавим, имаме уште нешто што треба да завршиме, а тоа е евиденција за присуство. Можете на следниот QR код да евидентирате присуство, или во четот ќе споделам сега линкче за да може да пополните формата. И во меѓувреме, еве гледам дека има веќе некој за дискусија. Валентина Ивановска може да го вклучи микрофончето. Валентина, повели. Поздрав, би сакала да ви се заблагодарам, да ви честитам и да продолжите со вакви активности. Благодарам многу.
Значи, правејќи го овој вебинар, материјалот за овој вебинар, видов дека во еден вебинар не можам да опфатам се, значи има уште многу алатки, така што може да ви најавам и втор дел од овој вебинар во септември. Сега сите ќе одиме на одмор, па септември на истава тема, значи втор дел очекувајте. Ви благодариме. Ви благодарам и на вас. Надица, повели? Ако се слушаме, Надица Стрезовска. Нуран Лимани. Не се слушаме, ама било кој ако сака да праша нешто, нека го вклучи микрофонот, нека праша слободно. Значи, времето дозволуваше толку, меѓутоа се надевам дека вие ќе продолжите со анализирање и разгледување на овие алатки што ги видовме денес. Ви благодарам на сите за вниманието, за активното учество, за вашата посветеност кон професијата. Се надевам дека од денешниот вебинар ќе понесете некои нови идеи, практични алатки, инспирација што ќе ви помогнат во секојдневната работа. Ви благодарам многу.